лидер Кемаладин Арсланов, обвинувајќи го дека тој не се интересира за нивната екзистенција. Денес во Штип дојде лидерката на УНИТ Лилјана Ѓоргиева. Лидерката на Сдруженијето УНИТ во посета на Штип. Таа лично на штипските стечајци денес им објасни кои ќе бидат опфатени со новите измени во Законот за стечај на доместок. Со допуна на член 2 ќе бидат опфатени акционерските друштва и приватизираните фирми. Спорни, односно нема да бидат обештетени оние кои зеле на доместок, но и оние работници кои работеле во фирми на кои им е сменет матичниот број. Во оваа група во Штип ќе бидат околу 180, а на државно ниво околу 400 до 500 работници. Меѓутоа има една аномалија во законот, што менување на матичен број од фирма. Значи, ако е сменет матичен број на фирма, на жалост тие стечени работници не влегуваат во обештетување или ако су спогодбено напуштили, значи, работен однос. Што значи спогодбено? Дали сами се отказ. Меѓутоа ми реагиравме до ресорно министерство да тој спогодбено, зашто има многу изманипулирани работници, а има и оние што су земали и надоместок по 5000 марке, 2000, 3000 марке што су напуштили работу. Така што еве се договоривме со ресорно министерство да се одделив тие групација за да можеме па додавку да дадеме на член 2, за да можеме натамо и тие лица да ги обештетиме, меѓутоа сега во моментот ке не можев на жалост да влезе во законот. Откако Ѓоргиева им ги објасни новите измени, денешната средба продолжи со прашања кон лидерката. Спогодбено, значи, он те напушта тебе месец на месец, подпишува се на определено време, а он те напушта од работа. На определено нема проблем, 2 месеца, 3 месеца и 5 година време на определено, нека свечете ли? Со новите измени ќе ги опфане нели акционерските друштва со збирен стаж, тоа ќе биде. Ама дали овие новите измени се влезени и промените што ги вика жената за тие што се работиле на определено време па са си дале, па газдите се ги натерале отказ, или треба да чекаме нови измени за тие? Како ги контролисуваме, како ги проверуваме, така ги се праќа решение. Во меѓувреме, локалното раководство на УНИТ информира дека со новите измени ќе бидат опфатени дел од работниците од Политекс, Црвена звезда, МАК Промет. Има 200 решенија дадени во Штип и проблематично останува околу 180 и костурса. Решењето така да мислам со овај закон сега што спомна Лилјана, ќе го фанете тие, така да ќе се намале бројот. Се претпоставува дека со законот за стечајци ќе бидат опфатени околу 5000 стечајни работници во целата држава. По повод новиот конкурс за Еразмус Плюс програмата, која е наменета за студирање во странство, мобилност и размена на студенти на кампус 2 при Универзитетот Гоце Делчев, беше организиран информативен настан со презентација на програмата за меѓународна соработка, видеоконференција и дружење помеѓу студентите и професорите. Започна активностите за студентите при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, наменети за програмата Еразмус Плюс, која опфаќа студирање во странство, мобилност и размена на студенти. Универзитетот Гоце Делчев има обезбедено 600.000 евра за студенти кои сакаат да се едуцираат на програмата Еразмус Плюс во странство. Овој месец е месец на Еразмус Плюс, каде што студентите повторно аплицираат за да заминат на студии во некој од пат на универзитетите. По тој повод денеска ги поканевме сите заинтересирани студенти, како и алумни студенти кои што досека бира на Еразмус Плюс да го споделат своето мислење, да ги мотивираат студентите, а воедно на овој настан на денеска ќе имаме поддршка и од професорите, од продеканите кои што представуваат Еразмус Плюс под координатори во нашата институција. Еразмус Плюс програмата за наредната година има доделено 60 месеца за студии и 30 месеца за пракса и околу 600.000 евра, каде што ќе бидат наменети токму за искористување на оваа програма за мобилноста на студентите. Значено е да се истекне дека студентите кои посетуваат програма Еразмус Плюс не губат од својата настава, времето поминато во странство им се прифаќа за нивните редовни студии. Редовно се во контакт со професорите и разменуваат искуства.
Оно што е бенефит што го имаат нашите студенти е тоа што на местото каде што заминуваат, после нивото враќање им ги признаваме сите активности. Тоа значи дека се оно што практично таму ќе го видат и ќе го изработат, понатаму значи кога ќе дојдат овде, целиот семестар ќе им биде потполно признаен и ќе бидат значи сите кредити ќе им бидат префрлени во наредниот семестар. Праксата исто така, она што е задолжително летна пракса кај нас за секој студент, исто така значи студентите кои што заминуваат на Еразмус престој имаат призната пракса, што значи дека тој летен семестар немаат можност, односно нема да мора да обавуваат праксата. Стефан Георгиев е студент на електротехничките науки. Еразмус Плюс привилегијата за студирање во странство преку програмата Еразмус Плюс е искористил во Шпанија. Таму се стекнал со нови знаења, секако и со пријателства. Поминав 6 месеци во Шпанија, односно во Картагена. Имав едно преубаво искуство каде што сите беа расположени да ми помогнат, каде што сите беа и професори спремни во пресред за било која препрека што ја имам. И едноставно имав едно преубаво искуство каде што стекнав доста и пријатели и доста напредував на едукативен план и едноставно препорачувам на сите студенти да пробаат да заменат на страна и да поминат еден семестар. Денешниот настан поврзан со Еразмус Плюс програмата при Кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев беше надополнен со видеоконференција, презентација за програмата Еразмус Плюс, како и дружини помеѓу студентите и професорите. Рудникот Саса одбележува 500 дена безбедност при работа на рударите без ниту една повреда, а веќе инвестира и 1 милион евра во нова машина за флотација. 500 дена без повреда е рудар, постигна нов рекорд рудникот золово и цинк Саса во Македонска каменица. Генералниот директор на Саса Нил Стивенсон истакна дека ова е големо достигнување за безбедноста на рударите, а за нив како менаџмент најважно е што секој рудар по завршената смена во јамата може да си оди дома безбедно кај своето семејство. The company has over the last 18 months Во последните 18 месеци рудникот вложуваше многу во безбедноста и затоа го направивме побезбеден од порано. Во минатото имаше луѓе кои се повредуваа во Саса, но и кои што загинаа. Но бидејќи се фокусиравме пред се на безбедноста, ги обучивме нашите луѓе и денеска не се соочуваме со такви проблеми. Стивенсон пред новинарите во Саса денеска ја промовираше и новата инвестиција од 1 милион евра. Во работната единица флотација се монтира новиот млин, со што ќе се зголеми производството, но и безбедноста на вработените кои работат во оваа работна единица. Стивенсон вели дека новиот млин е најнова светска технологија. Целта со набавката на овој млин очекуваме зголемување на искористувањето на цинкот за некаде околу 2%. Причината зошто се одлучивме на овој чекор беше промената на физичко-механичките карактеристики на рудата во подлабоките делови од самото лежиште. На база на лабораториските испитувања беше потврдено од повеќе реномирани лаборатории дека е потребно поголемо домелување на грубиот концентрат за да се добие квалитет кој е потребен на самиот цинков концентрат, како и искористување кое го имавме во минатото и истото да го зголемиме. Прашан за утрешниот штрајк кој го организира мултиетничкиот синдикат за образование, ако има и свој огранок во Македонска каменица, Стивенсон вели дека за него легитимен синдикат е постојниот, односно на СИЕР, со кого имаат и подпишано и колективни договори и со кого работеле за безбедноста и за зголемувањето на платите на вработените. Ние не веруваме дека оваа нова група на луѓе ги застапува нашите вработени. Има законски барања кои што овој синдикат треба да ги исполни за да се знае дали навистина ги застапува вработените. Баравме од новиот синдикат да ни дадат доказ дека навистина ги застапуваат вработените во Саса и тие тоа го одбија да го направат. Од наша перспектива ние навистина не знаеме кого тие застапуваат. Стивенсон забележува дека утрешниот штрајк е нелегален чин, бидејќи законот за работни односи на сите луѓе им гарантира да одат на работа. Ке се зголемат површините по Торис во Кочанско. Според планот за наводнување на водостопанска подружница Брегалница, годинава ќе се наводнуваат 800 хектари повеќе од лани. Земјоделците од истокот може да ги планираат сидбените активности и површините со култури кои годинава ќе ги наводнуваат. Водостопанската подружница Брегалница го донесе годишниот план за наводнување. За оваа наводнителна сезона планирано е да се наводнуваат 6625 хектари, опфатени со хидросистемот.
За 1/3 ќе се зголемат површините под Орис, кои за годинава се планира да се посее и наводлува на 3755 хектари. Според планот, во Кочанскиот регион годинава ќе се наводнуваат околу 2135 хектари под Орис, од кои најмногу повеќе од 300 хектари во Облешево, Соколарци и Чешиново. Покрај Орис од хидросистемот Брегалница за годинава е планирано наводнување на околу 2000 хектари со луцерка во Свети Николско и 1100 хектари со полјоделски култури, од кои најмногу пченка во Штипско. Земјоделците во регионот очекуваат сезоната да започне без проблеми и за останати долгови. Имаме добра соработка и со водостопанство Кочани. Имавме ние пред 2-3 години наше водостопанство, сега се тоа укина и идеме тамо под тоа, али мислам дека е добро. Сега за сега. Редовно, мислам нашите плакат. Мислам дека сите плакат. Оти сега знаеш како е малце опасно, нели, со овие адвокати што се, мислам, што е тоа опасна работа. Според годинашниот план водата во каналите треба да се пушти во почетокот на април, пошто ќе започне и сидбата на оризот. Сегашните проценки се дека ќе има доволно вода за наводнување и минатогодишните проблеми нема да се повторат. За остварување на планот ќе бидат потребни над 106 милиони метри кубни вода. Според дотокот од Брегалница, што во моментот е околу 25 метри кубни вода во секунда, како и од другите реки во регионот, се очекува до почетокот на новата сезона за наводнување да се акумулираат планираните количини. Со бесплатни прегледи во Штипскиот здравствен дом, утре ќе се одбележи меѓународниот ден за борба против глаукомот. Глаукомот или погачениот очен притисок, според Светската здравствена организација, е втора водачка причина за слепило. Се претпоставува дека е 1/3 од населението има оваа очна болест која се манифестира само со намалување на видот, без болка и други симптоми. Со бесплатни прегледи утре во Штип ќе се одбележи меѓународниот ден за подигање на свеста за очната болест глауком. Прегледите ќе се прават на очното оделение во здравствениот дом во Штип, започнувајќи од 9 часот. Глаукомот или покачен очен притисок, според Светската здравствена организација, е втора водечка причина за слепило. Се претпоставува дека 1/3 од населението ја има оваа очна болест, која се манифестира само со намалување на видот, без болка и други симптоми. Бидејќи станува збор за болест, која на почеток се развива бавно и незабелешливо, офталмолозите препорачуваат задолжителни редовни контроли после 40-та година. Постојат нови методи за лекување на глаукомот. Во светот веќе се користат импланти, кои со оперативниот зафат го намалуваат очниот притисок. Во Холандија, Канада и уште неколку држави, глаукомот влегува во листата на болести кои може да се лекуваат со канабис. Ујапа со последно подсетување до граѓаните. Во четврток, 15 март, истекува рокот за поднесување на годишна даночна пријава. За сите граѓани кои нема да ги достават даночните пријави заклучно со четврток, следува казна од 500 до 1000 евра. Штипската полиција заплени 1 килограм марихуана. 45 годишниот штипјанец ја чувал дома со намера да ја продаде на зависници. Штипскиот дилер заработи кривично од полицијата и 30-дневен притвор. За 800 евра од непознато лице купил марихуана и ја чувал дома. Истата сакал да ја продаде на зависници, но во намерата го спречила полицијата која извршила претрес кај него дома и ја запленила дрогата што ја чувал препакувана во најлон кесе. 45 годишниот штипјанец заработи кривична пријава од полицијата за недозволено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Пријавениот во текот на месец март оваа година заради продажба од непознато лице за сума од 800 евра неовластено набавил 1 килограм наркотична дрога марихуана, која на 8 март ја однел и ја држал во куќа во Штип. На 9 март, по претходно добиени оперативни сознанија за поседување на поголема количина на наркотична дрога марихуана и по обезбедена наредба за претрес на дом и помошни простории, извршен е претрес во домот, при што пронајдена и одземена е наркотична дрога марихуана спакувана во едно најлонско кесе со вкупна нето маса од 873,6 грама.
Пријавениот ДДИ порано е познат на полициските служби и одделот за недозволена трговија со дрога. Покрај кривична пријава од полицијата за ова кривично дело заработи и притвор во трајање од 30 дена. Општина Делчево го објави јавниот повик преку кој ќе доделува општински пари за спортски клубови и граѓански издруженија кои работат на територијата на општина Делчево. Ваков повик општина Делчево објавува прв пат, со што се зголемува транспарентноста на самата постапка и градењето партнерство со граѓанскиот сектор. За спортските клубови се предвидени 900.000 денари, додека за граѓанските организации 700.000 денари. Со цел да се засврсти и унапреди соработката на општината со спортските и граѓанските здруженија преку воспоставување на партнерски релации и да се придонесе во локалниот економски развој и развојот на спортот на локално ниво, општина Делчево ќе врши распределба на средства од буџетот на општината за 2018 година, кои се наменети за финансиска помош согласно правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани и согласно критериумите што се утврдени во јавниот повик. Ги повикуваме сите граѓански и спортски здруженија кои се регистрирани на подрачјето на општина Делчево да достават своји апликации најдоцна до 28.3.2018 година. Пријавите може да ги најдете на официјалната страна на општина Делчево или во архивата на општината. Околу 1200 хектари од централното градско подрачје во Колчани ќе биде опфатено со прскање од земја против комарци, за кој општината оваа година ќе издвои 1,5 милион денари. Од општината информираат дека со авионското прскање пак се планира да биде опфатена површина од 3400 хектари, пред се во градот и во низинскиот дел од општината. Прскањето против комарците ќе се реализира според однапред подготвен план во координација со соседните општини во регионот, заради поголема ефикасност од третманот, но и за намалување на трошоците. Првиот третман се планира кон крајот на месец мај. Машката и женска одбојкарска екипа на УГД Студент доживеа порази во првенствените надпревари. Утре среда ќе ги одиграат реванш надпреварите во рамките на четвртфиналето на Купот на Македонија. Женската одбојкарска екипа на УГД Студент беше домаќин во Штип на екипата на Наковски волео Струмица, која во пролетто дојде заселена со штипјанката Кристина Манева Ѓоргиева. Во исклучително интересен и возбудлив надпревар, гостинките од Струмица победија со резултат 0:3 во сетови. Можеби резултатски изгледа лесна победа, но борбата во сите три сетови се доби на разлика. Во првиот сет резултатот беше 23:25, во вториот 25:27 и во третиот сет повторно 23:25. Машката екипа на УГД Студент во Тотово загуби од тимот на Лешок со резултат 3:0 во сетови. Веќе утре среда ќе се одиграат четвртфиналните реванш надпревари во рамките од Купот на Македонија, во кој женската екипа на УГД Студент ќе гостува на Јан Тавлеј во Скопје. Во првиот надпревар во Штип гостинките победија со резултат 3:1. Машката екипа на УГД Студент ќе се сретне со Борец од Велес, а во првиот меч во Штип штипските студенти победија со резултат 3:0 во сетови. Двете екипи се договорија и реванш мечот да се одигра во Штип и тоа утре среда во спортската сала Јордан Јалков со почеток во 17 часот и 30 минути. Тоа беше се што ви подготвивме во овој дневник на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието и пријатна